Добро утро, почитувани гледачи. Денеска се наоѓаме во градскиот парк, каде што имам чест и задоволство да разговарам со двајца млади дечки, храбри ке речам. Авантуристички дух има тие, зошто го велам ова? Затоа што на 31 мај започна една авантура низ Европа со велосипеди. Истата успешно ја завршија на 11 јуни, а она што е интересно, зошто? Да речеме го одбрале тој ден за почеток, бидејќи 31 мај се одбележува како светски ден против пушењето или против тутунот. За време на нивната тура се одбележува и 3 јуни, светскиот ден на велосипедизмот. Така што на некој начин тие со својата тура, со својата авантура сакаат да пренесат дека сите ние треба да возиме велосипед и да не пушиме цигари. Денеска заедно со мене се Филип и Јорданчо, кои што успешно, како што кажав, ја завршија својата авантура 11-12 дена низ Европа со велосипеди. Најпрво да ви честитам. И дали сте добри? Добри сме, фалам на Господ, супер. Благодариме, супер се чувствуваме, иако се уште психички се опоравуваме после тоа. Така. Го кажав јас денот на тргнување, на пристигнување, вашата парола на некој да кажам, да речам или онаа порака која што сакавте да ја пренесете на другите. Ајде малку повеќе околу тоа каде бевте. Посетивте 6 држави. Кои држави и раскажете нешто интересно. Ајде јас ќе молчам, ве слушам. Така, па иницијално турата ни беше планирана Европа, ама по-конкретно ова е Австро-Унгарија терен, така да тргнавме од Загреб. До Загреб отидовме со автобус од Скопје и турата ја започнавме рано утрото од Загреб. Од Загреб возевме до Марибор, Словенија, од Марибор, Словенија потоа се упативме кон Грац, Австрија, од Грац се упативме кон Виена, од Виена Братислава, Братислава Будимпешта, од Будимпешта почнавме јужно да се симнуваме на кај Србија преку Кечкемет и Сегет градовите, Бачка Топола, Нови Сад и финално во Белград, каде пак со автобус се упативме назад кон Македонија. Така да поминавме 6 држави, посетивме 13 градови, околу 1000, нешто над 1000 километри и околу 3000 метри висинска разлика качев со нашите велосипеди. Браво. Јорданчо, зошто токму овие држави ги одбравте? Дали можеби се думавте меѓу некоја друга рута или? Па првично предлогот за ваква авантура низ Европа дојде негде во јануари, кога си Филип седнавме на кафе и му предложив една слична тура од Белград до Будимпешта, Темишвар и повторно до Белград. Меѓутоа, со текот на следните месеци таа тура само се менуваше и се надоградуваше. Филип предлагаше едно, јас предлагав друго, се наоѓавме некако на пола пат, наоѓавме заеднички јазик за оваа тура, затоа што за ваква авантура со велосипед мора да бидете едноставно флексибилни и вашиот партнер по велосипед треба да биде човек на место, што се вели. И токму поради тоа решивме оваа тура да ја започнеме од Загреб и да посетиме еден куп убави градови. Филип го заборави и Гер, кој мене ми беше еден од убавите дефинитивно градови во Унгарија, таков малечок, симпатичен и многу некако емотивно го сватив тој град. Така. Убави држави, убави градови, верувам дека имало и некои случаи кои што сакате да ги раскажете. Ајде јас ќе кажам нешто што сега го споделивте со мене, но среќа тоа било на враќање, последниот ден. Што се случи? Па генерално со технички дефекти поминавме супер, би рекол, екстра на турата. Имавме неколку 3 пати ни пукна гума, не се дупна, они пукна од товар што носевме позади, не знам, румби-тумби терен, спушти се тротоар. Дека доста возевме во градови, не возевме цело време, мислам тоа што возевме беше велосипедска патека и беше убав пат. Најголем проблем беше во градовите, кај што товарот од тротоар спуштени. А последниот ден, да, една шпица од бандашот пукна, тоа беше Унгарија, јас ја приметив, ама викам ајде ќе си тера, очакот нема гајде. И кога стигнавме до Бачка Топола, тој беше град во Србија, не знам, 10 километри пристигнување, викам Јорданчо, викам Бандашов, не бива. При крај. Да се направи нешто. И влегуваме во градот и Јорданчо загледа, каприоло, вика. Супер, викам, официјален сервис, прашавме луѓе кај се наоѓа, отидовме. Дечкото му кажуваме што како возиме од кај леле, вика, ајде, вика, као преку ред ќе те пуштам. Идете испите некој кафе и вратете се за пола час. Ние, добро, супер, го ставивме, се враќаме, точакот среден. Гледам Бандашот прав, супер, викам. Тоа е тоа. Супер, авантурата супер продолжува, да, супер така. заврши.
Која е пораката до нашите гледачи кои што можеби се мислат да направат вакво нешто, а можеби стравуваат од некоја причина? Па да не стравуваат, да испланираат добро турата, кој ден каде ќе се спие, технички да се спремат, кондиционно секако ние тоа мислам не се спремавме конкретно за турата, него тоа си тече со времето, како возиш се спремаш. Континуирано. Да, континуирано. И тоа е, само добро време, без технички дефекти, добар план. Ние цело време си теравме по план, така да деловите кај што скршнавме од план, фативме на едно место воз, поради невреме, иначе се друго се беше по план. Од Сабајле возевме по, што се вика, на поладно време до 12, еден околу 100 км дневно просек не фаќаше и потоа ќе се сместиме во градот и шетавме, не одмаравме. Супер, Разглед на градот правевме. Да. Така. Па за ваква авантура моето искуство е дека пред се треба да бидете психички многу добро подготвен. Затоа што пред една година точно ја правевме турата до Албанија, која во однос на тежина беше прилично потешка од оваа. И некако кога комунициравме со Филип, се мислевме дали ќе ја реализираме оваа тура, меѓутоа јас од старт одев со размислување дека оваа тура ќе се реализира и ќе помине се во најдобар начин. Така што ако тргнуваат луѓе на ваква слична експедиција, мора да размислуваат со победнички менталитет, дека се ќе помине во најдобар ред. Да, дефекти, падови од велосипед, јас паднав од велосипед, меѓутоа едноставно мора да се продолжи патот. Нема кому да се жалам освен на Филип. Тука сме двајцата да се видиме едноставно поддршка и психичка и физичка. Така што луѓето, стравот постои само тука. Ви благодарам, дечки, многу, да сте живи и здрави и се гледаме во следна авантура, ќе кажам, да ви испратим и да ве дочекаме. Ви благодарам. Благодарам. Благодарам.